Настанот кој што денеска го организираме е се со цел да го доближиме народното творештво до најмалите, до дечињата од прво оделение, и по својата наставна програма учат за народно творештво, меѓутоа идејата ми е да ја доближам народната приказна до нив, да го почувствуваат народниот дух на времето во кое што живееле нивните баби, нивните дедовци, нивните прабаби и прадедовци. Тој дух, за жал, денеска е изгубен или децата многу малку можат да го почувствуваат. Единствениот начин да им го доближиме тоа време е преку приказните. Приказните кои што јас ги адаптирав се приказни од македонското народно творештво, приказни кои што се адаптирани на таа најмала возраст деца, да можат да ги разберат, да можат да ги сватат, приказни кои што се прочистени од поголемиот број архаизми што ги содржат. Говорот е адаптиран на нормата на современиот македонски литературен јазик и приказни кои што носат со себе убави поуки, убави пораки кои што се важни за развојот на нашите деца. Во склоп на наставниот план и програма кои се застапени во прво оделение, низ повеќе наставни предмети и наставни содржини веќе во училиштето имаме изработено како наставни единици дел од традицијата. Значи децата се имат запознаено со народните приказни, со басните, со ликовното творештво, со музичкото творештво и сакавме ова да биде еден завршен настан надвор од училницата, каде ќе споиме повеќе нешта, каде децата имаме една традиционална трпеза, дел од предметите кои се користеле, вештините на жената во минатото, ткаењето на килими, черги и така натаму. Активноста заедно ја правиме со Europe House и со Сдружение на граѓани Средба под јаворите. Особено задоволство ми е што денес со нас е Ана Рингачева, со која ќе обработиме неколку народни приказни адаптирани за возраста на децата.